Обвинуваат за непреземање соодветни мерки за заштита пред поплавите, но немаат одговор зошто советниците од коалицијата на СДСМ во општина Газибаба биле против чистење на одводните канали во февруари 2016 година. Советникот и координатор на советничката група на СДСМ во Газибаба Дарио Николовски без конкретен одговор за начинот на гласање на советничката група на неговата партија. Но ќе ја цитирам уште еднаш мојата изјава на крајот од таа дискусија каде што гласи: се она што го бараме не е за штета на граѓаните. Ние бараме само обезбедување на дополнителни средства за сите останати активности. И покрај тоа, Николовски денеска обвини за погрешно дејствување прети за време на поплавите во Скопско и побара одговорност од Трајановски и Трајковски. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата заедно со граѓаните на општина Газибаба бараат оставки од Коце Трајановски и Тони Трајковски за настанатите штети од трагедијата со катастрофални последици што му се случи на Скопје. Жртвите од 6 август се директна последица на непреземање мерки за заштита пред поплавите и недостаток на инвестиции во инфраструктурата. Целосно погрешно дејствување за време на поплавата. Тотална неспособност за справување со последиците по поплавата. Од друга страна, пред неколку денови дел од медиумите објавија дека токму советниците од коалицијата на СДСМ барале повлекување на точката од дневен ред и не гласале за одлуката со која општина Газибаба 7 година поред субвенционира чистење на одводни канали во корист на граѓаните кои имаат земјоделско земјиште. Од стенограмите од седниците на Советот може да се види дека според опозицијските советници на седницата одржана на 22 февруари парите во износ од речиси 3 милиони 900 илјади денари кои општина Газибаба ги издвоила за субвенционирање на чистењето на каналите биле премногу пари за оваа намена и наместо за чистење на каналите требало да се употребат за еколошки фасади и кровови во градинки. Дел од медиумите пак го отворија прашањето какви би биле последиците од поплавите доколку се усвоило барањето за повлекување на точката од дневен ред и пренамена на средствата од општината за чистење на каналите.